Поштовни гледачи, добро утро на сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. Гостинот кој што денеска ќе ни гостува, всушност е втор пат гостин во нашето студио. Инаку станува збор за една личност која е секогаш добредојдена во нашето студио и наша многу драга личност која што навистина со својот начин на живот, со неговата хуманитарна дејност која што ја работи, начинот на живот кој што го живее, потикнува се она во секоја личност, верувам, која за себе мисли дека е човек и дека ги поседува сите оние човечки особини. Станува збор за Илија Јовановиќ. Илија Јовановиќ е основач на Сдруженијето Градиме иднина. Сакам накратко да ве подсетам на Илија, кој е всушност Илија. Инаку Илија животот го има поминато во домот за сираци и тоа е една приказна која што ја кажавме, ја објаснивме, ја проживеавме на еден начин на кој што Илија ни ја опиша во првото издание кога тој гостуваше во нашето студио. Приказна која трогна многумина, која секоја кој што можеше да се стави во онаа приказна, да ја доживее на некој свој начин, кај секого пробудуваше емоции. Многу е лесно да се гледа од страна и да се коментира нечија приказна, со оглед на постапките кои што човекот е принуден да ги реализира, да ги оствари, после завршувањето на престојот во домот за сираци. Принципот е кога штитеникот, барем така се нарекува децата кои што живеат во тие домови, кога ќе наполни 18 години треба да се замине по својот пат. Еден од моментите кои мене навистина ме трогна, кога ја слушнав прв пат приказната на Илија, дека после 18 години, кога веќе се станува полнолетен, се стекнува со полнолетство, штитеникот се заминува од домот, но како? Немаат каде. Значи немаат никаков дом, немаат работа, немаат никакво дополнително образование, излегува од домот и почнува со некој нов живот. Еден момент кој што навистина беше нехуман, штитеникот кој што бил во домот, значи од сосема нормални човечки побуди, нема каде, не сака да си оди, сака да остане тука, и биле приморани да го избркаат од домот со употреба на полиција. Замислете колку е траурен тој момент, какви траги остава кај тоа е сепак едно дете. Тоа е дете кој е живеело во некои услови какви што живеело во еден дом кој што е единствен дом за самиот него, единствена поддршка, единствени луѓе кои што ги познава и со кои што пораснал. И сега наеднаш треба да излезе во онаа џунгла во која што сите ние живееме, на кои на самите, да кажеме, со еден нормални патеки во кои што ги живееме, па ние тешко да обстанеме, а камоли на едно дете 18 години да го започне својот живот. Еве веќе тука го имаме Илија. Значи, преживувајќи ги сите тие моменти, и тоа е еден живот кој што, фала Богу, завршил. Илија е една прекрасна особа. Прераснува во една зрела, совесна, прекрасна особа, татко на 2 деца, сопруг и навистина прекрасен како човек, се наоѓа тука. Тој момент Илија го превзема. Го формира Сдруженијето, граѓанското Сдружение Градиме иднина, кое што се грижи за сите оние случаи кои ќе се најдат на улица и им гради дом. Сега не станува збор само за штитениците, станува збор и за социјално загрозените лица, а токму и за тоа е и денешната приказна. Ќе говориме малку повеќе. Илија, јас за почеток, кажав отприлика една најава да ги подсетам гледачите кој е всушност Илија. Ние сме постојано во контакт и сум во текст со се она што се случува, каде се наоѓа Илија, што гради, и навистина и му реков во една порака на Илија, јас сум горда Илија на тебе си она што го работиш. Значи, она што јас можам да дам свој допринос да секогаш да повикаме на еден хуман апел и кај граѓаните, и кај предпријатијата, и кај сите оние луѓе кои што се луѓе, кои што секој од нас би можел на било каков начин да даде свој допринос и да допринесе во она што ти го работиш.
Она што е водечко во твојата хуман начин на живот кој што го водиш е приказната, нели, од излегувањето од домот. Твојот пат бил таков како што бил, не бил едноставен, со оглед на тоа кажавме во првата емисија, но некако си застарал на своји нозе, што велат единствено со Божја сила. Во некои одредени ситуации знаеш и самиот да кажеш, не знам на вистина од каде ми е силата, но силата е тука, некаде во тебе, која што те води и ден денес, која што од тебе всушност направи личност таква каква што си. Добро ми дојде, ти благодарам што одвои време. Добро ви, најдов ви благодарам на поканата. Поздрав до целиот тим на К3 телевизија, каде што ме подржуваат и продолжувам со мојата хуманост, несебичната хуманост. Ми исполнувате затоа што имам медиумска подршка на вистинско место, значи со отворено срце. Поздрав до сите слушатели и гледачи во цела Република Македонија, сите кои го помагат нашето здружение и треба да продолжат да ова, затоа што има богата програма за работа и програмата не е лично за Илија Јованик, него лично е за семејствата кои се од социјален ризик, каде што не е работено подолго од 50-60 години, каде што се заборавени од општеството. Ние имаме општествена одговорност во цела Република Македонија да ја покажеме кој колку може несебичната хуманост. Донесов ја една тешка одлука да продолжам во мојот живот со хуманоста, каде што ова во Република Македонија го нема, од се срце да се помага и за срца да се помогне, каде што патат, страдат и што го немале во животот никогаш. Јас кажав и на претходната емисија кој сум, поттикнувам како без родители, родител сум и со Божја сила пак ќе кажам дека тоа ме држи да продолжам и понатака. Не работам лично за себе. Лично за себе значи не изимам донациите. Многу пати луѓево си македонска работа, ќе кажам, си изборуваат, леле, овој трча, што прави, како прави. Ќе му ја дадам функцијата 24/7, нека работи да види како е. Јас, ако зимав, ако градев, ќе имав и палати, и станови, и коли, и ред други работи. Мене тоа не ми е потребно. Битно ми е кога ќе дојдам јас од работа, децата како што ме пречекуваат, да ги прегрнам, да ги бакнам и да работам со нив и го продолжам денот со нив. Каде што имам напорен 24/7 и за организацијата и мојата приватна работа и семејството. Значи 3 во 1, каде што и многу проблеми се решаваат. Јас ги замолувам граѓаните да престанат да озборуваат Илија зима, Илија вака или прави. Нека дојде на своја кожа да види како се работи и да изнајде начини како да им се помогне на семејствата каде што се ни на небо, ни на земја, ние децата и младинците каде што бевме прво препуштени сами на себе, ни на небо, ни на земја, без заштита на никаков закон. Но благодарение на владата каде што ја настојував многу пати да се донесат закони, да се изменат, младинците да се вработуваат, високо образование да посетуваат, бесплатно средно образование, да добиват финансиска помош, да се вработуваат во државни јавни предпријатија. Тоа се што е направено за децата без родителска грижа, без родители, каде што најмногу имаше оваа влада слух, не да е фалам, значи делата си покажува. Човек кога работи, кога досеќа, кога е упорен, го постигна тоа. И тоа што е направено, кажав, за децата без родители, затоа што јас поттикнувам од тој пат, мене ми требаше 13 години да поминам да направам нешто ново за Македонија, за граѓаните да бидат безбедни. Прво да немаше криминал, проституција, дрога, самоубиства, каде тоа што го имаше 2 такви случаеви. Значи, младинци каде што загинува во сопраќајки родители не доаѓа да ги погребуваат предметите, јас ги земам за работа, со присуство на инспектори и полиција, јас да го погребам телото. И тој пат го издржав. Ќе издржам уште потешки патишта, кажав, ги замолувам, граѓаните треба повеќето да се вклучат и психички, и психолошки, и воспитниот дел, градежниот дел, активноста да ја покажат несебичната хуманоста. Ве замолувам, немојте да видите себични, немојте да видите лакови. Кога ќе дојде нова година, Божи, Великден, помогнете ги сиромашните, помогнете им на тие што најмногу им е тешко. Работите со своите деца да видат од мали нозе хумани, да не ги смејуваат социјалните случаи, да не ги покажуваат со ова, поканувате ги на роден дени, помогнете им кога им е најтешко, каде што родителите не може да им пружат новогодишно пакетче, великденски празници идат и останатите празници. Јас пак ќе се навратам малце. Не работам лично за себе, јас работам со пругата работи.
кредит, ќе кажам, земав 2.500 евра да ги вложам во првата куќа и ветив пред Господ и пред сите граѓани дека тоа семејство јас ќе го сместам пред зимските периоди, односно на најголемите студови да не бидат тие на улица. Тоа ниту градоначалник не може да го направи, ниту председател на Република Македонија, ниту пак функцијата на премиер, кој тоа го направи. Еден обичен Илија, не сакам да се експонирам. Го поминав најтешкиот живот, без родители. Го издржав најтешкиот пат кога ми беше најтешко. Сам се вработив, сам испливав. Господ ми даде една сила и енергија, имав тешки испади, ги издржав тие најтешките испади, основав семејство, основав организација. Многу е направено, признавам дека имало грешки во мене, од неискуства, незнаење, недополнително советување. Благодарност до сите мои блиски пријатели, каде што биле директори на позиција, дури им одземам времето да ми дадат совети, поддршка како јас понатака да продолжам, затоа што тие беа водилките на Република Македонија да нешто се направи и јас од нив нешто да земам, да продолжам и сакам дома кога ќе дојдам од тие совети, од тие правни поддршки од страната на стручните тимови каде што ме помагаат, хумано, волонтерски, без профит, веруваат во мене дека ќе го реализирам тоа. Тоа што го воведуваат во мене сакам да го истерам на прав пат. Јас не работам за процент, не работам на дневница, работам хумано, волонтерски, несебично, непрофитабилно, кој сака нека дојде, нека види се. Значи работам од се срце. Ова го нема во Македонија, ниту во другите земји во целиот свет, јас што го работам. Да работиш хумано, честно, без профит, без интерес, да правиш пазари од градежните материјали, да правиш пазари од возачките дозволи, лиценци за обезбедување, да кога треба да им се пруши. Не, пазар таков мене не ми треба. Тоа што е од граѓаните, од компаниите, локалната самоуправа, каде што ќе се вклучи на моите проекти или кога ќе ме поддржи во нивните страници да вродат со плод проектите, јас сакам да биде се најтранспарентно, да има за сите семејства, за сите младенци да си имат возачка дозвола, лиценца за обезбедување без пазар. Друга работа. Јас тоа кога ќе го воведам, дома само сакам мирно да легнам, да си ги гушнам децата, да продолжам со нив и денот да го продолжам со нив, најсреќен да ми биде. Мене ништо друго не ми треба, само да ми е живо, здраво семејството. Господ да ми даде само здравје. Ги замолувам граѓаните. Внимавајте како донирате, на кого донирате, на кого како помагате. Значи има многу невладини каде што се злоупотребуваат донациите. Јас тоа не можам да го дозволам дека растев у дом за деца без родители. Знам што се правеле со нашите помоши и донации. Но Господ ги казнил и ги казнува и ќе ги казнува. Тоа мене ми е животната поука дека јас тоа не смеам да го правам, не сакам пазар со граѓанските донации да правам и со компаниите, каде што може све во животот, но тоа е многу кратко и го губиш вака за еден ден. Јас продолжувам, доколку компаниите, граѓаните, локалната самоуправа несебично ја покажат својата хуманост и општествената одговорност, јас имам во план 50 куќи да направам. Втората веќе ние ја завршивме. Продолжувам уште 48. Доколку застанат граѓаните и компаниите, локалната самоуправа и надвор од светот, каде што ќе се вклучат од диаспората македонците да ја покажат хуманоста, верувате дека јас 15 куќи можам за цела година да направам со мојот тим. Мојот тим работи водоводжи, монтажа на кров, плочи, електричната инсталација. Сите работат хумано и волонтерски. Ние само плаќаме мајстор на минимална цена до 20.000 и негде и компенсации се прават. Значи до негде не е реално и е реално, затоа што јас гарантирам на куќата дека ќе стои 40 години, кров над глава му гарантирам 40 години, додека постои семејството. Значи едно колено иде, второ колено, каде што продолжуваат тие да ја одржават куќата. Друга работа, јас куќа не правам за себе, викендица не правам за себе и не ни сакам. Живеам под кирија, во државен стан, си плаќам кирија, немаме право да го откупиме. Здраве Боже, сите утре еден ден ќе застанат искрено, транспарентно, општествена одговорност, тие мене да ми помогнат. Јас не очекувам од државата. Значи сами се борам и ќе се борам до крај. Но тоа што сме го немали и што сме го немале ние децата без родители и јас го пружам другите да го имат со помош на граѓаните, на компаниите. Бидете хумани, продолжете и апелирам, отварете очи на кого донирате, на кого помагате. Ве молам, сите родители, сите граѓани на Република Македонија, учете ги децата од мали нозе да бидат хумани, да не ги смејуваат, да не ги омаложуваат,
децата кои се со самохрани мајки или од социјален тежок ризик, каде што немаат родители, ги изгубиле родителите од X причини, затоа што не дозволувате тоа да се случи во Република Македонија, еден ден вас ќе ви тропне тоа на вратата, ќе ви се врати. Што Тоа е докажано од ова. Ги замолувам, тоа честитки што се продават, што се барат во името на децата без родители, тоа не доаѓа до децата без родители. Пазар се прави. Честитката која е 100 денара ме иритира затоа што тоа јас исто тоа потикнувам и ќе го апелирам. Од честитката се прави профит. 10 денара до 20 иде за децата без родители. Каде 80 денара идат? За кој джеб? И јас можам со печатницата да се договорам и бизнис да направам. Никогаш тие флаери, тие честитки, тие списанија да не се зимат. Купете му на детето храна, хигиена, школски прибори, израдувате го за празникот. Бесата кај албанците кога се најтешките пости, кога се доаѓа тие 3 дена најтешките пости, албанците ги помагаат на сиромашните семејства, каде што немале ни храна, ни топол дом, дури албанските семејства во Република Македонија, без разлика што се нарушени односите помеѓу македонците и албанците. Ја работам и тоа го помирувам да се почитуваме, сакаме, помагаме, затоа што животот е многу краток. Денеска ти има, утре те нема. И ги учам. Земете ги нивните примери. Покажете ја несебичната хуманост. Еве иде Великден сега. Да. Значи да се помогне. Граѓаните сега што донираат во самите цркви, што се дават средствата, што се донираат даровите. Не знаеме каде идат, но јас вечерва работев до доцна зори, во 2 часот наутро легнав, го работев писмото за црквите, до цела Република Македонија ќе се опратиме до 120 мали и големи цркви. Ги насочувам како да бидат хумани, да не ги зима даровите, да не ги носат, да не ги препродават, тоа што е за граѓаните да се помогне на сиромашните. Не може некои луксузни возила, джипови да возат или ова да си го живеат животот со викендици, со станови. Тоа е најголемиот грев пред се. Од народот, за народот треба да иде. Јас некогаш сум користел многу пати со автобус да одам, заштедувам од гориво и од патарина, да отидам на утринска емисија или да ја завршам градежната работа, затоа што мора математика и ЕСАВ да направиш, да ги обезбеди сите донации, да ги обезбеди сите градежни материјали, сите проекти кои треба да се реализираат, треба да вродат со плод, затоа што тие донации, тие средства се од граѓаните, компаниите, локалната самоуправа, граѓанските пари што се плаќаат даноци и ред други работи, тоа се е наменето за семејствата. Не може некој да го зима и профитира. Добро, Илија, тука некаде јас со цел го оставив Илија на некој свој начин да ни ја представи неговата дејност. А ќе направиме една музичка пауза тука и после која продолжуваме повторно со разговорот. Još uvijek navijam da se vratiš, tu nadu krijem od svih. I kad posumnjaju da te slutim, ja te sakrijem u stih. Protresem staklenu kuglu sa stola, u njoj je zaspao snijeg. Otkucajmo mi tišinu na pola moja zauvijek. Ljubav, samo za ljubav, za nas. Zastave su na vrh koplja, djedov si bila do sad. U moj zagrljaj si dobro došla, da ti uvijek suzu poljubim.
Продолжуваме со разговорот во студиото. Мој денешен гостин е господин Илија Јовановиќ, основач на граѓанското здружение Градиме иднина. Илија, самиот рече дека имаш во план да изградиш 50 куќи. Двете се готови за еден многу краток период, значи неверојатен, па дури и оние емисии кои што да, како се вика емисиите, српските телевизии што ги емитуваат, што прават куќи за неколку дена и така. Моето со нивното има голема разлика. Има многу голема разлика со оглед на тоа, таму никој не го работи тоа што го работиш ти. Таму има еден огромен менаџерски тим кој сето тоа го завршува. И се појавува една личност и си разговара со домашните, доаѓа еден камион со ова, еден камион со она, еден камион со ова, така да сосема е друга. И сега не влегуваме во позадината зад колисните работи кои се вршат, да не минираме нечии труд, но добро. Втората куќа која сега ја градиш, ќе ни кажеш повеќе. Јас ќе ги замолам колегите, снимките се подготвени да ги пуштиме и да искоментираме. Како одеше подготовката? Рече 20 на дена беше во прашање, за 20 на дена да се дигне куќа. Еве ова се снимките. За 20 дена, значи трагично и жално е што ќе кажам, на погрешни насоки донациите идат од граѓаните и од компаниите. Доколку си има добар тим, добар предузимач, каде што сите донации што ќе влезат и излезат да биде стрикно за семејството, не пазар да се прави. Втора работа, јас за кратко време, за 2,5 месеци бев посветен на проектот да се обезбедат донациите. За кратко време ги обезбедив донациите и веднашка стартував да ги донесам градежните донации, да ја запознам јавноста во градот Велес, каде што волонтери, мајстори се вклучија, продолжија со мене да работат. Видео овој господинот Јовица од Кратово, каде што хумано и несебично ја покажа хуманоста, и тоа пред една година ми вети дека ќе се вклучи, дека ќе помага. Му се јави после година дена да се вклучи и се воздржа на зборот. Господ здраве да му даде на неговото семејство. Ова е Џими Плочкарот, каде што хумано волонтерски, без пари, дури не дозволи од семејството да јаде ручеци мајката кај што правеше. Ниту во првата, ниту во втората куќа, тоа е големо поздравување. Значи, не дојде во куќата да јаде од семејството, него да помогне да ја покаже хуманоста. Ова вратата се монтираше, донација од Охридите. Овие донации се купени, каде што ние донесовме најтешка одлука да се откажеме сите проекти, да не се реализираат оние каде што имаше многу трошоци, но донесовме одлука да се доизгради куќата. Оваа куќа беше направена како карабин, за жал ги изиграа семејството Давчевски од Велес. Господ знае каде отидоа пола и повеќе донации, дали по градежни објекти, по приватни лица, ги оставија година дена ни на небо, ни на земја, без покрив на глава. Јас им кажав, оставете ме да преспијам, да размислам, ќе се почне куќата да се доградува и завршува. Така. Да порано, викам, се вклуче во оваа акција, до сега вие во куќата ќе бевте. Значи, пак ќе нагласам, апелирам до граѓаните, внимавајте каде, што и како донирате. Во нашата организација се има трага на донацијата, влез и излез, се подпишува договор да не ги злоупотребува, да не ги отстапува и да не ги препродава. Да. Друга работа, куќата ние за неполни 20 дена ја доградивме. Куќата немаше кров, немаше електрична инсталација. Куќата беше дигната само карабината, не? Само карабинот. И јас да бев, немаше жално и трагично што тука локалната самоуправа се вклучи од Велес, но не знам што понатака, тоа не ме занима. Добре. Јас дадов збор пред Господ. Прво донесовме тешка одлука да им го спасиме бракот. Инаку што им се случи на семејството? Им се пали куќата, така? Запали куќата, им се опожари во 2014. За 15 минути куќата им изгоре од старата електрична инсталација. Јас зошто кажав дека ние, нашата организација, со помош на граѓаните, со компаниите и сите кои ќе ја покажат минимално општествената одговорност, ние сме подготвени 50 куќи да ги направиме и да ги реновираме. Реновирањето спаѓа под наводници, да се откорни старата инсталација, односно копаме нови канали, не ја пипаме, почеток, всушност, да. Правиме во старите куќи. Ги подјачуваме куќите со стручни експерти, мајстори, каде што се бават со градежниот сектор, што си ги знаат тие статистики водење, дури ја со луѓе комуницирам каде што имат завршен градежен факултет, архитектура, да ми кажа каде што како треба да се појачи, ги викам на терен, ми излегуваат во пресред, за да ние го подпојачаме тој дом да не патни, да не се здружи за утре мене рейтингот и во јавноста да не се
зацрни мојата хуманост и кариерата, каде што сакам стварно најмногу да помогнам и да имат покривна глава. Значи, ја менјаваме целата ереклична стара инсталација. Доколку, кажав, граѓаните ја продолжат хуманоста да ја покажат во нашата организација, на вистинско место ќе иде донацијата и кажав дека не е од процент и профит. Друга работа е менјаваме целата водоводна мрежа. Старата не ја копаме нови канали, ставаме нови цевки, надворешни ги ставаме цевките, за не дај Боже утре да пукне, да не правиме оштета, да се кршат плочки, па рушење. Значи тоа се дополнителни трошоци за семејството и за организацијата, пред се и за граѓаните. Јас гледам да ги заштедам. Граѓаните, донаторите, скромно да донираат, да постојано ја покажуваат хуманоста и да биде долгорочна нивната донација, не после месец дена пукнала цевката, корни плочки, па малтретира се, па треба ти да се вклучи сам да работиш и тоа се дополнителни веќе нервози, стресови, ја губиш довербата, луѓето ќе речат не е стабилен, не е одговорен и така натака. Јас пак ќе кажам, се менјава кровот исто во старите куќи доколку е потребно, ќе видиме гредите ако треба да се извадат или не, или ги потпојачуваме со други потпирачи на греди со поголема димензија на каде што ќе гарантира кровот и ние куќите што ги правиме гарантираме колку постои пракот, како функционира, значи правиме да функционира куќата како секое семејство што гради куќа и нов дом што купува. Не е само да се направи пазар, да се исперат парите или ред други работи. Јас кажав, тоа нема да го дозволам да се прави пазар, ми се нудија такви пазари, не ги прифати, бегав и ги игнорирам едноставно, не кревам слушалка и бегат сите од мене, затоа што јас ќе кажам, граѓаните што го помогна, нека биде реално. Дома само сакам мирно да легнам, да ми функционира семејството, да не ме фаќа тие клетви каде што фаќа од Божјата казна и не сакам да сум здрав, прав, да помагам и продолжуваме ние со хуманоста. Јас кажам, ако граѓаните ја покажат хуманоста, разумно, одговорно, помагат во организацијата, 50 куќи може и за 2 или 5 години да се направат, но се зависи поддршката од граѓаните, компаниите, учениците, малите деца, затоа што јас работам во меѓувреме додека ја градев куќата, работев со училиштата и со градинките, средните, основните и градинките работев, собирав храна, хигиена, школски прибор и играчки, обувки, да им ги збогатам сега новогодишните трпези на семејствата, каде што семејства јас имам Велигденските. Да, сега. Значи, дека рековте на новогодишните за тоа. Се помешав дека така. Се помешав заради ова, да, за велигденските празници. Значи, како моето семејство има богата, скромна трпеза, не она луксузна во ресторани и ред други работи што нема да го дозволам тоа. И сите семејства каде што сите сме верници и чекаме еден убав прекрасен ден, јас и 7 недели ги постам. Значи ги издржав, ќе ја издржам и најтешката недела, не ми представува проблем. Продолжувам да и нивните трпези ги избогатам. Многу малце компании се вклучија, ни маркетите не се вклучија да донират продукти, но јас веднашка почнав со училиштата, каде што и ние училиштата ги врзуваме со меморандум за соработка, гаранција, квалитет и сигурност им даваме. Да утре децата, затоа што многу се спроведуваат кампањи во училиштата, не знаеме каде идат донациите, не знаеме како функционира тоа. Затоа јас кажав, ги замолувам граѓаните, родителите и децата, внимавајте како се донира. И дури и претерано веќе се надминуваат границите на хуманоста во училиштата. Значи се помага, да, има голема хуманост, но не знаеме каде идат, дали идат по маркети за препродавање, дали идат во малски дуќани. Втора работа, дали се донира на тоа семејство. Тоа семејство треба да се направи во семејството записник примопредавање на донацијата, колку макарони, колку шпагети и други продукти, за да се има трага на таа донација. Кај мене има влез училиштето што донирало, на кого се донира, се прави цела документација да има влез и излез. Тоа кај мене го практикувам и со училиштата. Друга работа, значи мене што ми се случи во едно училиште, собирале прави пари, финансиска помош собирале за семејството Ристовски, за првата куќа може собрале околу 200 или 300-500 евра, од тие верувате дека 3 дена трагав по тие пари да ги најдам. Значи прво направија кривично дело. Втора работа не потпиша договор со мене, дека јас им давам овластување дека без моја комисија и присуство не смее тоа да го направи. Значи тие биле една банда голема од 5 до 7 мина со еден професор. Јас пак ќе кажам, внимавајте како донирате и на кого. Значи си направиле забава без да ми известат. Среќа медиумот ми помогна да ги откријам кои се, па 3 дена ја барав професорката, се криеше, дури и потресена, возбудена беше. Јас и се заканив и со полиција и со министерството. Ги најдовме. Слушај, викам, парите не се за мене, за семејството.
Дали имаш ти овластување од Министерството за образование да имаш ти право ова да го правиш, те овласти министерот да го правиш ти ова. Знаеш дека ова е кривично дело и почна. Јас веќе не правам ова, ќе се повлечам. Значи и во некои училишта нека не ми Принудени сте на еден таков начин да комуницирате со нив, со оглед на тоа што не знам, велат не е тешко да се биде човечен. Значи тоа е, сите ние го имаме, нели? Како особина човечна, и го имаме хуманоста, чувството на грижата, на совеста, чувството на дарежливост. Сите тие особини ние ги имаме. Зошто во текот на животот некако се преориентираат во сосем погрешен правец? Не знам, па дури некогаш сте принудени испод честа, испод она човечното да се однесувате на многу лош начин за да го пробудите кај луѓето дека тоа не чини. Знам, за жал, имат многу прљави работи во хуманост. Јас пак ќе кажам и апелирам, внимавајте на кого како донирате. Значи имаше нели малверзации со едно девојче за операција, друго, трето. Да. Не може тоа така. Значи ти идеш, бараш понуди од сите клиники, комуницира со докторите дали гарантират и колку гарантират и дали може ти да ја спроведеш акцијата. Не е само да се соберат парите да спасиш ти нечи живот. Јас на тројца младинци без родители им ги спасив очите со помош на граѓаните, на компаниите. Тие добро функционираат и гледат едниот сега 99% не гледат, толку му беше капацитетот на видот, докторите толку гарантира, но јас не се откажав во тој предмет, ги обезбедував донациите, најскапите лекови од 50 евра ги набавувавме. Значи без профит, без процент. И втора работа, нека им служи на чест во училиштата, поврзани професори, некои ученици, каде што за жал учениците не знаат, ги манипулираат, ги злоупотребуваат, тоа е кривично дело каде што и кривично се одговара. Затворска казна е од 1 до 3 години. Друга работа. Трагично е што малите деца ги манипулираат, ги злоупотребуваат, ги врзуваат како една банда да бидат и тоа да го прават. Во неколку училишта имав обструкции, го издржав и тоа и им докажав. Како обструкции имав, Илија, извинете, ние правиме за тие акции, кои се тие, дајте да видиме како се помага и на кого се помага. Еве ви ги моите семејства, викам. Дајте да видиме, да ги истераме на прав пат. Значи вие нешто правите чим ме игнорирате и ме отфрлате од играта. Но јас идам на транспарентен начин. Меморандум за соработка, ќе притиснам од Министерството за образование, ќе им се заканам со медиуми, со новинари и други работи, затоа што ја ти притисоци ги имав. Но дајте да помогнеме, да видиме на кого се помага, да видиме каде иде таа храна, каде иде таа хигиена, каде иде тој школски прибор. И јас обезбедив сега. Значи за 30 може обезбедив донација, семејства, за 30 семејства обезбедив, пред Великден и по Великден да посетам семејства да им помогнам да ги израдувам. Ја ги имам на листата, дури ги проверувам семејствата, дали имаат браќата, сестрите на нивно име, имаат капитал, кој се, што се. Значи, на секоја работа си има нов начин и секоја дупка мора да ја... Да, мора да ги истражиш, да видиш дали... Принудени сте да имате така. Во многу работи, но не се откажувам, до крај сум упорен, ќе бидам до крај, затоа што сакам да гарантирам за граѓаните. Не во мој личен интерес да работам, да се богатам, да профитирам. Не сакам, затоа што видов и знам Господ како им врати. Тоа мене ми е животна полука и затоа се навраќам во тој дел каде што го промовирам. Знаеш како, освен на луѓето кои што го нема тоа хуманото кај нив и што го злоупотребуваат, и хуманиот начин, и хуманиот пристап и помошта, постојат и одредени социјални случаи кои користат некоја социјална помош, а не им е неопходно. Така ли? Значи, постојат и такви примери кои ја злоупотребуваат помошта, со оглед на тоа што кога ќе се спомне социјално загрозени семејства, значи сите ние нели гледаме со сожалување и со разбирање, но кога ќе се освестите дека навистина постојат луѓе кои профитираат на социјалата, тука се јавува оној наша револ, чекај на кого јас донирам, на кого јас давам. Па зошто да им давам кога гледам како се однесуваат. Значи, покрај таквите примери страдат навистина недолжните социјално загрозени семејства. Се соочувам и јас со тој проблем, да. Има многу семејства каде што ги манипулираат, се злоупотребуваат и преку нив се перат многу донации. Тоа јас не го дозволувам и нема да го дозволам. Прво, совеста не ми дозволува, ниту пак Господ. И моето семејство и моите деца. Друга работа, јас семејството го следам цела недела, што прави, каде пие, што прави, како функционира, како ги третира децата, семејството, поднесувам барања до центарот, со сведоци од комши,
поднесуваме барење да им се одземе родителското право, доколку не е способен да го одржува бракот и семејството. Автоматски децата ги сместувам на посигурни семејства, каде што ќе се згрижат во згрижувачки семејства. Апелирам исто до згрижувачките семејства да не ги злоупотребуваат децата без родители, да не им изиграваат брза пошта 24/7. Малтретирање, тепање, злоупотреби. Сите граѓани ги замолувам проблемот, доколку го забележат дека во тие семејства ги малтретираат, да ми потврдат со изјави, со факти, со докази, да им поднесам ја кривична пријава, каде што кривично ќе одговара и во затвор да го пикнам. Не може згрижувачот, законот, владата донесува закон да добиват и пензија и не знам кои други работи, ќе ги зирнам законите. Знаете што прават со поло и повеќе во згрижувачките семејства? Ги манипулираат, ги злоупотребуваат, ги не им дават јадење, добиват финансиска помош, Господ знае што и како им се набавува продукти. Што со тоа дете се работи? Дали некој од центарот да го контролира тоа семејство? Значи, социјалата е хаос во Република Македонија. Јас да сум министер за труд кажав, на многу семејства ќе им ги одземам родителската права. Ќе направам дом каде што ќе се работи тимски. Ни политички, ни профит, ни бизнис. Да се истера на прав пат, да оформи семејство, да го истера правецот на образованието, воспитувањето, карактерот, да биде одговорен кон општеството, да биде хуман, да оформи семејство, да изгради дом, да направи нешто за Република Македонија. Јас кажав, животот е многу краток. Секој кој прави пазар и бизнис со социјалните семејства, дебело им се враќа од Господ. Не сакам јас такви пазари. Илија, извини што те прекинувам, кога веќе спомнавме, ајде да се навратиме на децата без родители, значи кога веќе ги тероризираат своите деца, значи им се одземаат децата. И да не зборуваме за згрижувачките семејства. А каква е состојбата денеска со децата од дом? Јас да ви кажам, вештачки ја Нивната гледам иднина. сликата. Затоа што сега сум родител на 2 деца. Да. Вештачки ја гледам. Не може никогаш насмевката и мајчинската љубов да има во таа институција. Прво идеш на политичка база таму, втора работа се манипулираат и ги експонираат така. За жал не треба така да се работи. Јавете се, влада, труд и социјала, дојдете кај мене, земете ме, јас хумано волонтерски ќе ви кажам како треба да се работи. Не е напумпај 50 деца, 50 вработени, а ништо не работат. Јас сега кога собирам облека по училиштата, верувате, со тешко срце влегувам, со тешко срце излегувам, разочарано, наежан, и не е таа еуфорија што беше во децата, дружење, сакање, почитување. Значи нема никаков ред. Нека не ми греши душа, таква слика тој дом ми остави. И сите домови. За жал, не се работи како што треба. Ние дома како што работиме со децата, родителите како што работат со децата, така не се работи. Вработените, јас кажав, идат кафето, доручекот, цигарата, работното време да му помине и толку. Но јас ќе кажам, Господ дебело ќе им врати. Ќе најдам начин со експерти, со адвокати, со тимови, ако се вклучат хумано, волонтерски, без профит, да направиме една добра програма со многу семејства каде што ќе се вклучат социјални работници, педагози, логопеди, психијатри, социјални работници, да се направи програма и таа програма ние да ја понудиме на владата како идеи што барат да им дадеме, како фамилиарен системски систем треба да има и да се работи во тој дом. Да. Многу погрешно се работи. Ќе дојде нова година, ќе се испре некој крев, чеки ќе донирам кај децата без родители, чеки ќе направам пред избори, ќе направам ова, кога му е најтешко и кога треба 24/7, 18 години да се работи со нив. Тоа никогаш го немало, нема ни да го има и така тоа си од година за година, од ден за ден така си тече тоа. За жал трагично е што сите тие деца до ден денеска патат. Ако имат сега закон за вработување што да се донесе стипендии, факултети, магистратура, докторат, ред други работи. Но каде е воспитниот? Каде е емотивниот начин? Сепак 18 години тоа дете треба да порасне, тие воспитувачи што се таму се всушност освен само воспитувачи. Ги воспитуваат децата, ги го покажуваат животот. Родители им се на крајот на криштата, нели? Значи, тие 18 години што ти си ги поминал таму, значи ти оставаат траги секакви во животот. И си ја увидел разликата, и негативното, и позитивното, и како не треба, всушност, не како треба. Секогаш ме интересираше еден податок кој ќе разговаравме, па некако не те запраша. Освен онаа што си го преживел во домот, твојот начин на живот како што бил. Дали да кажеме постоеле веројатно и некои позитивни работи во домот, веројатно, но се толку многу мали што ги покриваат оние лошите, да кажеме.
Дали само негативниот однос спрема децата те потикна на хуманоста или може би нечија хуманост кога си излегол од домот што ти помогнало па те потикнало да бидеш да го работиш ова што го работиш? Ова јас да ви кажам не планира во животот да го работам па да почнам и со градежни работи да се занимавам. Значи стварно најтешко ми беше. Сам се вработив, сам си најдов кирија. Од мал почнав да работам, да се борам во животот, тоа ме потикна од и ќе ја дадам оваа препорака на сите кои живеат младинки со биолошки родители, разведени родители, социјални семејства. Бидете храбри и издржете го најтешко да испливете нагоре. Немојте да се осудите. Каде ти е таа храброст или кој ти ја дава таа сила? Не знам, и јас И првото издание кога го имав и гледачите за оние што ја следа емисијата, првин што ми рекоа, од каде му е храброста? Јачината, силата. Јас 24/7 работам, легнувам во 3, во 4, дури завчера веќе не можев ни да возам, претепам, бев преку 1000 километри. Поминав, електричарот ме возеше, ги враќав назад, Кратово, Тетово, ги зимаш, ги враќаш да биде се како што треба. Не може веќе затоа што можев и сообраќајката направам. Среќа ме возеше и Јовица, те молам само безбедно да се возиме. Прв пат седнуваме заедно, викам, после една година се гледаме само безбедно и ти имаш дома дете и јас имам 2 деца. Ме чекат и многу семејства каде што треба да им помогнам. Не сакам нешто најлошото да се случи. Он виде дека немав контрола на воланот и зема стварно. Да, таа храброст ми е од Господ дадена. Тоа што го поминав најтешкото, јас го издржав. Ги поминав сите тешки патишта, испливав нагоре и уште пливам и ќе пливам. Успеав денеска сите градоначалници да ги разубедам, им досеќам на сите мобилни телефони. Од сите градоначалници имам мобилни телефони. Со SMS пораки ги бомбардирам преку 20-30. Им докажувам што треба да се направи. Земете го мојот пример, споделете го со мене, помогнете. Бидејќи во прашање на вистина хумана дејност и на вистина донација на вистинско место. Да, видете, јас дојдов и до сите спортисти, и до сите пејачи, преку пријатели, преку врски, преку молење, плачење на коленици да му се клањаш, дај бројот тој ми треба, не е само вештачки да ја покаже хуманоста. Дојдов и јас само лично, следам на интернет овој Евгений Пливач што е. Те молам, викам, еве ги моите проекти, види, одвој нешто од твоите проценти и дади ги хуманитарни цели, јас ќе ти кажам што да купиш. Ништо не сакам. Земи ти, дојди со мене, запали колата, рече ќе дојде обавезно, ќе те видам. Моја пушти Феви, првата емисија од Катри, од ТВ Орбис во Битола што гостував и сите тие други се чудеше. Човекот вика од каде таа енергија? Само Господ, викам, ништо друго не треба. Јас кажав, ако помагат, ако донираат и веруваат во мене, јас нема да дозволам стан да имам или да рентам да издам. Јас мислам дека еве ги телефоните. Значи телефон за донација, ова се твоите броеви први? Не, твој телефон за донација од Сдруженијето се првите, така? Да, тие се, да, на организацијата, не лично за себе, да. Значи 070-134, тоа е грешка, 143-999. Од сите повици, од сите мобилни оператори е 070-075-077-143-999. Со еден повик граѓаните може да донираат 100 денара. Тие средства ќе бидат наменети за набавка на градежни материјали, за реновирање на тие од 48 куќи кои остана, каде што ќе се градат од темели, доколку кажат експертите и стручњаците за што и како треба да се работи. Набавка на лекови за семејства каде што стварно се отежок социјален ризик, затоа што ние имаме семејства каде што има семејства што идат по кафани, ја злоупотребуваат платата, децата не им обрнуваат внимание. Ние на такви семејства не можеме да помагаме, не можеме да работиме затоа што ептен тежок случај. Сакам, извини што те прекинувам тука, наистина имам уште многу малку време, сакаме многу работи да кажеме. Ми се допаѓа оној момент кога разговаравме пред емисијата кога се договаравме за куќата, сега собствениците кои што ќе имаат. Ми се допаѓа договорот. Те молам, појасни го договорот. Да, договорот вака, во секое семејство граѓаните каде што ја донира донацијата и ја покажуваат општествената одговорност и компаниите што стојат позади мене. За кратко време што се обезбедија донациите за 20 дена куќата што се направи, ние ги врзуваме со договор да нема право куќата да ја даде под хипотека. Пола куќа е на организацијата, односно на граѓаните, и тоа е убав ден за Република Македонија, за граѓаните што никогаш не се правило од се срце
кујки, да спасиш ти нечи живот, брак, децата во дом да не се дадат, да не бидат со проституција, криминал, други работи. Таа е најтешката одлука ја што ја донесов, да го спасам бракот и семејството. И тоа е целта од нашата програма. Друга работа, да не смее да ја продава куќата, да земе кредит на незино име. Значи директно ги даваме на суд. Адвокати ангажирав да изготват договор без надомес, да се врзуваат директно на нотар. Дури и нотарската комора ја вклучив да помогне да се не се наплати договорот за заверка на нотар. Тој договор трае на 5 години. На секои 5 години ние ги обновуваме договорите да се продолжи за куќата дека нема право да ја продава затоа што таа куќа може лесно да се продаде вака и да ова. Така. Значи мора да ги врзуваме со договор и за фрижидер, и за машина, дали е половен или нов, дали е телевизорот користен или не. Договор за секој подпишува и му се прави контрола на месец, на 2, па го оставаме еден период да видиме како се понаша, па да видиме дури и со семејствата работам. Значи има семејства, мајките што ги трескале децата од земја. Работам јас лично со нив без стручен тим, затоа што тимот бара само пари. Не наситни се на пари, дај пари, дај пари. Нека дојде, ја ќе му ја дадам позицијата да види колку е тешко да бара пари и донаци. Сега црквите што ќе ги ангажирам, дали 5 цркви ќе се вклучат, каде идат милионските пари од црквите, што со нив се прави, зошто да не се помогне на семејствата, нови домови, на растурени бракови да им се помогне, стипендии, возачки лиценци. Јас тој буџет да го имам, денар не сакам. Каков што сум сакам до крајот на животот, допред мојата смрт сакам таков Господ да ме чува и да ме има за да направам многу дела, да устрекеме многу семејства со граѓаните, со компаниите, да имат подобар, по-безбеден живот, економијата да цвета, социјала да нема, криминал да нема, проституција, ред други работи. Трагично за жал тоа го има и бегаат. Јас во сите сегменти, во сите полиња работам со семејствата, со пијаници, со тешки случаеви. Тоа не знам дали некој ќе го издржи. Значи да се грижи за семејството, да го воспитуваш, да му даваш надеж, дека на секој 2 месеци ќе му носиш храна, хигиена. Нашата организација со помош на учениците и малите деца, каде што јас ги учам по мојот пат како да бидат хумани, ние можеме 2 месеци да ги помогнеме, меѓу време му барам вработување. Барам и апелирам до владата, до труд и социјала, политички, за избори, манипулации да не прават со овие семејства. Дебело ќе ви се врати на децата од Господ, верувајте ми. Дајте, помогнете им, вработете им, не им давите социјална помош, не ги понижувајте. Таа социјална помош иде по лоши патишта, алкохол, на улица, спие. Какви фотографии можам да објавам што се случува во Македонија. Така. Нека не се експонираат за Нова година, Великден или ред други работи. Решете го проблемот. Најдете заеднички јазик со компаниите на кои начини да се вработат. Они донесуваат некои гранки, ама не знаеме како функционираат. Апелирам до владата, до труд и социјала, помогнете ми да им помогнеме на социјалните семејства, на растурените бракови, да се работат со тие семејства, да не се растурат браковите, децава во домови да не се дават. Родителите да се работи со нив по стручен социолошки, педагошки и останати работи да се работи за да се спаси бракот и родителите да се вработат да им пружат еден нормален живот. Граѓаните ќе немат социјална држава, ќе немат социјални случаи, на секој семафор просјаци, на секој семафор. Значи каде е проблемот? Проблемот е прво од семејствата, од центрите за социјални грижи, од Министерството за труд и социјала, од целата држава. Барав прием докај Ѓорги Иванов уште нема одговор. Еве што се случува во државата. Барав прием во труд и социјала, ме викнаа 5 минути, ми слушаа толку. Значи толку ги интересира. Кога ќе треба избори, кога ќе треба шминка да се направи така. Но ја имам моја програма за работа, верувам дека ми се допаѓа на граѓаните, сакам да помогнам да има секој покрив на глава, да гарантираме да не се растури бракот, децата во домови да не се дават и ја веќе тоа и го правам. Така. На ова семејство ти да му спасиш 4 деца, утре ќе се омажат, семејства, едно колено, друго колено, нов дом, се. И психолог, и учител, и Тоа е, лекар, само и се во едно. Колку што можам, давам се од себе и во куќата учествувам, кровот го научив да го ставам, плоча, шалување, све научив. Значи сите мајстори ги прекратив. Апелирам до сите градични индивидуални Ајде мајстори. да апелираме, еве веќе имаме уште многу малку време. Значи, тука сме некаде на крајот. Рече има 50 куќи кои си во план да ги изградиш. Двете се готови, да кажеме, еве семејството да ќе се всели во среда, така ли, пред Великден, среда бидејќи се ветил и си го одржал ветувањето и во среда се вселуваат пред започнување на големиот четврток и петок, големите празници. Значи, постојат уште 48 куќи.
Сега, ние сме регионална телевизија. Опфаќаме Крива Паланка, Кратово и Куманово. Значи, доколку има донации, доколку има заинтересирани граѓани, доколку предпријатијата се тука, расположени за хуманитарна помош, значи може Илија ветува дека може да направи куќа на овие наши простори за многу кратко време. Да, Така. доколку се вклучат хумано, волонтерски и непрофитабилно. Водоводжи, електричари, ѕидари, поставување на кров и ред други работи, затоа што ја тоа ако го намалам од донациите, сите средства ќе идат за градежни материјали. Ја у моментот само плаќам мајстор каде што ќе изведе целата куќа каравино да се крене од копање на темели. Темелите ние ги копаме лично, семејството и младинци без родители, неколку ќе викнам од Скопје, комшии, ве апелирам до сите комшии, до сите браќа, роднини, сестри, немојте да ги гледате во искушение да тонат. Купете им фрижидер, машина за перење. Едно семејство, 50 членови да се соберат да им купат машина. Ја сега за ова семејство барам и фрижидер и машина и све, но ја тоа го обезбедив со помош на граѓаните, со неколку банки каде што помогна да донират и компјутери и фрижидери и тоа све што им остана. Немојте да бидете себични лакоми, да го гледате дека куќата му изгоре, да му се исмејувате. Брат со брат не се трпат. Значи кои страшни слики ги видов тоа. Народ сме без душа и без срце. Извинете вака ова што ви го кажам. Значи крајно сум запрепастен и тоа го проголтувам, го гледам. Помогнете кога е најтешко, кога треба да се помогне, да се копа, да се уштетат материјали, да се заштети работна рака. Каде душата ќе ви оди? Не можам да им се изначудам, значи верувате се нешто ново во животот со зло, со себично, со лакомо, со леле ова Илија кај него многу пари има, нека дојде, нека види. 500 евра се собра за Давчевски семејството за првата куќа. Значи Жикол помогна, Нотарската комора на Република Македонија. Така, да. Значи тие помогнаа со поголеми суми што стварно ја покажаа хуманоста. Граѓаните многу се вклучија, но јас бев упорен тука, спортистите, градоначалниците им досега, значи се собраа за кратко време средства. Ние откако ќе се обереме средства, ќе бидат наменети, кажав, за лекови, за операции, каде докторите ќе гарантират, не да ми ги земат парите, па утре ја да го носам на душа на постела да легне детето или некој. Не можеме, нашата организација не може на постари особи да помогне затоа што нека не ми греши тука, јас сакам детски бебешки живот да спасам. На дете каде што ќе продолжи затоа што сум татко на 2 деца, знам како е и на најголемиот душман, тоа не му го посакам затоа што кога ќе се помогне, кога ќе се даде, сакам живот на некого да продолжам, да има надеж. До ден денеска, уште ова ќе го кажам на семејството Тавчевски, не им се верува до ден денес дека куќата е направена, дека за кратко време со мојот тим, значи без профит, без интерес се направи куќата и не им се верува дека во среда ќе се вселат. Еве го среда е за 2 дена. Значи ќе направиме фешта со балони, со лента, сечење и така натака. Ја многу сум исполнет, дури и си плачам по патишта, на тоше песните си ги пеам некојаш така ептен, златен шо. Ја не би можел да го заменам, но верувам дека неговиот пат во тој дел ќе го носам, не можам за пеење. Многу пробуди кај сите. Да, и верувам дека ќе се освести народот каде ја дава донацијата, за кого, и не сакам ништо, само сакам да сум здрав, прав, да сум покрај семејството. Среќен, тешко ми е за сите семејства затоа што знам какво е и нека бидат хумани, нека помагат. Ве молам граѓаните на Република Македонија, семејствата, браќа, сестри, роднини. Животот е краток, не знаете утре што ќе ве снајде. Приказки има во мојата душа, книга треба да пишувам. Дури и монографија ќе пишувам за децата без родители, каде што и Министерството ќе ми помогне за култура да се напише таа монографија. Го прифатија проектот, го оставив у стендбај да биде. Помогнете им на тие кои не гледате дека Илија трча, дека работи. Јас сум активен и во куќата, дури ја носам, тргам, се чудат, а кој ми е мене крстот на кичмата оштетен доживотно. Значи имам забрана од доктори да не работам, но јас сакам и во тој дел да работам. Не ми е тешко. Не ме гледате дека јас профитирам и дека се гледа по кошулата, по фармерката и патиката, кој си, што си и ова. Значи јас кратам од сите. Значи за ова 2016 ги скратив сите проекти да им го спасам семејството, бракот и да видат граѓаните од лани што ги собрав донациите каде отидо. Тоа и ќе го продолжам. Здравје да ме служи. Апелирам сите хумани да видат, да ја покажат несебичната хуманост, да се вклучат градежни мајстори без интерес, без профит. Затоа што јас ќе кажам, бегат од мене како плашило. Зошто? Затоа што јас не дозволувам. Гледате, ова кошта колку градежните материјали кошта, толку кошта. 300 евра мајстор да плати за плочки. Во еден ден го форсирав, мајсторот дојде од Тетово.
најдов донација трошоците да му ги платам, не кажав јадење дека не јадеш. Во еден ден ги стави плочките во кујната, во ходникот и во тоалетот. Замислете која е таа работа. Човекот издиша од мене, брат те молам, ќе дојде, ќе ви се насмее, викам, Господ е со нас, само на тоа се надевам, и јас продолжувам, апелирам, пак ќе кажам, затоа што тоа ми иритира, ме боли, ме нервира кај соседите, кај комшиите, браќата, сестрите, помогнете им на вашите корења, на вашите ова, јас немам корени, не навлегувам да го барам. Продолжувам со мојата хумана мисија да усреќам семејства, овие се тие донациите каде што сега ги донира, ги селектирам и спремам пакети за семејствата. Значи, ние обезбедивме школски прибор за 50 деца, може и 70 да има, надеж да им дадеме на семејствата, ова све е дома кај мене, канцеларија нема. Значи, све дома работам со жена ми и хаос се правиме. Секој ден ќе издржи жена, викам, крај. Јас иди работиме, ќе им помогнеме, имаме општествена одговорност, апелирам до граѓаните, кој може да ми помогне да донира во организацијата земјиште од 1000 до 2000 квадрати. Јас сум подготвен со донации да направам седиште и објект на организацијата каде што ќе има магазински простор, организацијата каде што ќе ја сместуваат донацијата, градежни материјали, мебел, бела техника, компјутери, бироа, фотељи, столици, тоа све што го барам од банки, од општини, од амбасади, сите тие семејства што мене ми треба објект. Дајте ми на организацијата, дајте земјиште, ќе се потпише договор, ќе вклучиме адвокати, мојот тим ќе го вклучам да го помогне тоа, да не се злоупотреба, да не се дава под хипотека, да остане нешто за организацијата, да остане во традиција за народот, за граѓаните, затоа што јас немам помош од државата. Немам помош да ме ослободат од ДДВ-то, од давачките. На секоја фактура ДДВ плаќам. Мене тоа ме кошта 5 палети цемент, цигли, керамиди. Мене многу секој денар ми значи да усреќам семејства, каде за жал 13 години барам државно земјиште да ми дадат. А што се не прави со македонската земја? Продолжуваме, ќе се бориме. Јас не се откажувам, им благодарам на сите граѓани. Треба, Илија, и ти благодарам што одели време, и што знам колку многу обврски имаш, и што знам дека во средноќе работиш, на сабале ќе тргнеш по патишта си постојано, некаде си секогаш кога ќе се слушнеме. Велат во овие убави денови пред Великден, како и што постите си го прават своето, некако ние прочистуваат душата, би требало, ако не друго, ете да се пробуди она совесноста, она честа, она разбирањето и дарежливоста која што го имаме во овие некубави денови би требало да се пробуди кај сите нас, за да можеме во овие убави празници да посакаме како што ние на некој начин си ги замислуваме, секој да може да си ги прослави со најблиските и на еден начин како што и личи. Се надевам дека ќе се видиме повторно, ти пожелувам среќни великденски празници на тебе, на твоето семејство. Да си заслужил да си прославиш на истина. Да, па 20 дена ги немам видено деца, душа ме боли, ама ќе издржам. Ќе издржат и тие. Сите тешки удари, сите тешки патишта ќе ги издржам кога граѓаните ќе стојат позади мене. Така. Кога убавите дела ќе се задоволни, кога тоа семејство ќе биде задоволно, наместо да си посветиш повеќе внимание на твоето семејство, тоа семејство ќе биде задоволство, а тоа е навистина нешто. Исполнен сум, мирно да наспијам. Тоа е многу важно. Господ ми е сведок и граѓаните веќе се освестуваат, гледат и сакам нивната помош во сигурни раце да иде пазар, не ми треба. Продолжувам со мојата хуманост. Ти благодарам, Илија, да пролучиш по твојот пат, камоли, Боже, да имаме уште неколку вакви, или јас мислам дека би било многу побаво. Нека учат, нека гледат, нека го следат патот на Илија, бидејќи навистина од нешто да се створи во животот е многу тешко. Можеме само да се слушаме, можеме само да разбереме, а не знаеме што значи да се живее всушност една таква приказна и да се преживе и доживее и да се дојде до овој степен. Мој денешен гостин беше господинот Илија Јовановиќ, основач на граѓанското здружение Градиме иднина. Илија навистина ја гради иднината. Негова, низ хуманите дела на луѓето на кои што навистина им е потребна, нивната иднина ја гради. Неговата иднина е во насмевката, во задоволството, во среќата, во нечите солзи, во нечите радости. На таков начин Илија го гради неговиот пат низ туѓата среќа и низ задоволството на сите оние на кои што навистина им е неопходно. Тој неговиот пат и неговата среќа ја наоѓа во
туѓите патишта и задоволства. Што ова на крај ќе го кажам, планирам хуманитарен голем концерт да направам. Кога? Сите тие средства се надевам дека до крајот на годината да се смират овие тензии и немириве во државава, што трагично многу сите страдаме. Јас продолжувам и понатака. Жално и трагично продолжувам да ги спроведам сите пејачи, 60 пејачи ги имам на располагање. Имав обструкции кај некој, зошто како ја во првите редови не сум у весниците, зошто вака и се откажувам. Нека им служи на чест, јас продолжувам со тие негативни удари. Сите тие средства што граѓаните ќе ги купат картите и од донации што ќе обезбедам, гарантирам дека средствата ќе бидат наменети стрикно за најскапите лекови, каде што ќе се гарантира животот да се спаси, операции нечии животи да се спасат на невини дечиња, новороденчиња, мали деца, негде каде родители што ќе ми гарантираат докторите. Со помош на граѓаните, со помош на мојата визија, верувам 99% дека ќе го реализирам, ако не оваа година до година, верувам дека ќе ги разубедам сите пејачи и апелирам да се вклучат, дајте да помогнеме, немојте и вие да бидете во себе или да се зошто јас прв или третиот и така натака. Немојте пазар во тоа да правите. Концертот да биде наменет за тие семејства, дали се во работен однос или не се, но ние тука ги истражуваме сите многу други работи. Дали добили од фондот средства, колку операции се направени, дали докторите гарантира, затоа што и во такви работи има малверзации. Последниот скандал што беше во јавноста. Продолжувам и ќе припазуваме. Во сите можни сфери постојат луѓе, не луѓе. Така да нека им служи на честа, велат Господе голем, си го знае својот пат. Така да Одаа што ни беше и целта, еви го многу повеќе искористивме од емисијата, но навистина ова е нешто што е секогаш многу малку време, секогаш сме недоречени, секогаш има многу што да се каже, значи дајте, бидете хумани, имате контакт телефон, секогаш кај нас тука ќе исконтактираме со Илија, ќе направиме и со помош на Илија, нели може и куќе да се направи во Куманово исто за... Би сакал, затоа што имаме проекта во цела Република Македонија по една куќа, доколку се вклучат сите да донираат. Доколку се вклучите. Ти благодарам уште еднаш, се гледаме повторно, се слушаме, ние сме постојано во контакт, ќе те следиме со задоволство. Почитувани гледачи, тоа е она што ми беше и целта да ја започнам ова работна недела, која што навистина е убава, која што ете сака со еден хуман гест вака да го започнеме овој понеделник, кој што некому многу значи, ја верувам и на сите вас кога веќе ќе влезете во еден ваков хуман гест. Ви благодарам на вашето внимание, доколку не успеавте да не следите денеска, репризното издание оди утре со почеток од 15 часот и 10 минути. Имајте убав и пријатен ден.